Почитувани ученици, добро дојдовте на видеочасот по наставниот предмет ликовно образование. Овој видеочас е наменет за учениците од 5-то одделение. Јас сум одделенски наставник Вилдана Сулјовиќ од Основното училиште Дане Крапчев, општина Газибаба. Наставната содржина која ќе изучиме на овој час е сликање со погусти или поредок слој на боја на сликарска подлога. Што е целта на овој час? Целта на овој час е да умееш да нанесуваш погуст или поредок слој на боја на сликарска подлога и да знаеш соодветно да ги користиш подлогите, приборот и сликарските материјали. Да видиме како се поделени сликарските техники. Сликарските техники може да бидат суви и мокри. Суви техники се пастел, колаж, мозаик, витраж. Мокри техники се акварел, гваш, темпера, фреска, маслена техника. Што мислите вие? Врз основа на што е направена оваа поделба? Доколку убаво ги погледнете имињата на групите на видови техники, ќе забележите дека оваа поделба е направена врз основа на својствата на материјалите кои ги имаат техниките што ги користиме во ликовното творештво. Најчесто користени техники на часовите по ликовно образование се водените бои и температа. Поредок слој на боја се постигнува со водени бои, кои што ги нарекуваме акварелни бои, а со темперните бои и акрилните бои се постигнува подебел слој на боја. Ако во акварелните бои додадеме повеќе вода, тогаш бојата ќе биде со потенок слој, а ако додадеме помалку вода, тогаш бојата ќе биде појасна и пожива. Кај темперните бои јасноста ја добиваме со додавање на посветли и потемни бои. Значајно кај темперните бои е видливоста на текстурата, односно таа се постигнува со погусти бои. Во првиот пример на сликата ќе забележите во долниот дел дека е додадено повеќе вода и тука бојата ни е со потенок слој. Темперните бои може да се нанесуваат слој по слој. Бојата е поинтензивна и лесно се покрива веќе нанесениот слој на боја. Освен со темперни бои, истиот ефект го постигнуваме и со маслени и акрилни бои. Различни слоеви на боја се добиваат со користење на различни сликарски материјали и начини на кои бојата се нанесува. За да постигнеме подебел слој на боја, може да користиме различни дебелини на четки, сунгери, крпчиња, шпатули, прсти и така натаму. Оваа слика, која што ја гледате, е насликана со шпатула. Забележувате подебел слој на боја и ни дава чувство на тродимензионалност. За да постигнеме различни слоеви на боја, важна е и подлогата на која сликаме. Погусти и поретки слоеви на боја се добиваат со користење на разни сликарски подлоги, како што се. Да видиме на кои сликарски подлоги можеме да сликаме. Хартија, картон, дрво, метал, стакло, платно и така натаму. Вие најчесто сликате на хартија и картон, но обидете се и да сликате на некоја од другите сликарски подлоги. Пастелот е сликарска техника во која сликарите користат сува боја во облик на стапчиња. По својот карактер слична е на креда и на јаглен, но по квалитет на бој спаѓа во сликарски техники. Пастелот може да се нанесува и со помош на хартија, прсти или филц. Филц е ткаенина која што е направена од пресовани животински влакна. По својот карактер пастелот е нежен, транспарентен, па со преклопување или со мешање на две бои можеме да добиеме трета боја. Тој е идеален за тонирање
и за постепено преминување од една во друга боја. Ова што сега ви го кажав, ќе го забележите на следната слика. Оваа слика е насликана со пастел и забележувате како од една боја со тонирање и со додавање преминуваме во друга боја. Тоа е најзабележително онаму каде што сликарот сакал да ни ја представи сенката кај предметите. Сега да видиме повеќе примери на различни слоеви на боја и на различни подлоги. Забележувате според бојата на подлогата дека оваа слика е насликана на картон. Техниката е темпера и тоа исто така е забележително по движењата на четката и по дебелината на слојот кој што е нанесен. Па сега, убаво запомнете оваа слика и споредете ја со следната слика. Еве тука забележувате дека оваа слика е насликана со акварелни бои, односно водени бои. И она што пред малку ви го кажав, дека доколку во бојата додадеме повеќе вода, тогаш добиваме потенок слој на боја. Тоа ни е најзабележително кај крошните на дрвата. На овој пример, како подлога е користено стаклото и сакам да ви укажам на тоа дека за да сликате на стакло ви се потребни бои за стакло кои што така се користат за сликање на чаши, чини и сите видови на порцелан. Овдека подлога ни е дрвото. Многу важно за дрвото е да знаете дека тоа само од себе има своја природна текстура. Па овдека авторот текстурата не ја постигнал со природната на дрвото, туку ја постигнал со линии. Што е забележително? Забележително е дека иако ни е тврда подлогата, оваа слика е насликана со поредок слој на боја. Се надевам дека ви е јасно при одлучување која техника да ја користите, дека ќе умеете да изберете и соодветната подлога. Верувам дека целта ни е постигната, односно научивте како погусти и поретки слоеви на боја да нанесувате на соодветни подлоги. Ваша задача е да одберете некоја од споменатите техники, темпера, акварел, пастел, и да насликате слика на соодветна подлога, така што ќе постигнете различни слоеви на боја. За оваа содржина, јас избрав тоа да биде мотивот есен во паркот. Ви посакувам успешна работа, ви посакувам добро здравје и се гледаме на нареден видео час.